Денеска се одржа 14-та седница на Советот на општина Струмица и имавме 46 точки на дневен ред. Најпрво сакам да истакнам дека за сите 46 точки на дневен ред сите советници гласаа за. Со тоа сакам да ги пофалам и советниците од позицијата и од опозицијата, дека кога се работи за интерес на граѓаните на општина Струмица се сложни и гласаат едногласно. Исто така сакам да им се заблагодарам на сите советници за конструктивните дискусии и донесовме еден како заклучок дека за градинките стварно е алармантна ситуацијата и најскоро треба да се реши проблемот. Бидејќи капацитетот на градинката е 590 дечиња, а во моментот ги има повеќе од 1200. Има големо расположение од Министерството за труд и социјала да ни помогнат за решавање на ова прашање и веќе издвоја дел средства за адаптација на градинки во населеното место Куклиш, Муртино и Просениково и ни вете дека за 2019 во нивната програма ќе стават изградба на нова градинка во општина Струмица или адаптација или проширување на постоечките објекти. Со тоа ќе се реши дел од проблемот. Исто така ние советниците во една програма за зајакнување на советот на општините ќе имаме доделување на општинскиот совет грант од 50.000 франци швајцарски и преку форум на заедници ќе се решива каде ќе се искористи тие пари. Еве, јас дадов еден предлог и советниците ме поддржаа да тие пари ги дадеме за изградба или доградба на дел од некоја градинка за некоја просторија. Сметам дека и општина Струмица ќе помогне во решавање на овој проблем и веќе во буџетот на општина Струмица се издвоени 4 милиона денари баш за изградба и реконструкција на градинките. Ова го велам дека овој проблем не е од сега. Јас уште од 2009 година како претседател на Советот го имав тој проблем. Со цели сили се залагаме да се реши овој проблем и мислам дека конечно 2018 и 2019 ќе се решат овие проблеми. Исто така пофалба до новиот директор за отварање на целодневен престој во градинките. Има огромен интерес, меѓутоа просторите на можности не се многу мали. Се надевам дека и во тој дел нешто ќе се направи. Исто така сакам да истакнам од минатата седница ветувањето на Советот и на граничалникот дека ќе се отпочне изградба на канализационен систем во населеното место Дабели. Вчера отпочна и денеска отпочнува изградбата на канализационен систем во населеното место Просениково. Во наредниот период ќе биде изградено и канализационен систем во Велјуса и во сите останати места.